Последни вести денеска, добро вечер. Првиот од 115 пациенти повредени по трагедијата во дискотеката во Кочани, кои се лекуваат во странство, попладнево се врати во земјава. Се работи за пациент од Кочани, кој се лекувал во болница во Белград. Нему ќе му биде направена обсервација на клиниката за токсикологија, пошто ќе се одлучи дали ќе го продолжи лекувањето на некоја од клиниките во Скопје или пак ќе биде пуштен дома. Тој беше пречекан од министрите за здравство Арбен Таравари и за надворешни работи Тимчо Муцунски. Секој пациент кој што се враќа во земјата, минимум 24 часа ќе биде следен од клиниката кај што ќе биде триажиран. Конкретно пациентот ќе биде на клиниката за токсикологија, потоа докторите тука и конзилиумот на лекари ќе одлучат како понатамо, дали треба да се испрати во друга клиника, дали треба тука да продолжи со лекување или може да се пушти во домашни услови. Посакувам да сите 115 да ни се вратат живи и здрави во Македонија и да продолжат да живеат нормално. Извесен период, неколку часа или можеби до утре, пациентот ќе биде обсервиран на Универзитетската клиника за токсикологија. Во моментот се прават некои клинички исследувања, тој е прегледан, во сосема добра состојба е, со добри клинички параметри. Ќе направиме некои наши исследувања за да бидеме сигурни дека можеме да го пуштиме дома да си оди кај семејството. Сме во постојана комуникација со семејствата и со голем дел од пациентите. Лично имав прилика да посетам повеќе држави каде што се сместени нашите пациенти. Голема грижа има за нив од страна на сите наши партнери и сите земји кои што дадоа помош и тие се сега нели во рацете на стручните медицински лица. Ние се молиме на Бог да бидат подобри и што побрзо под најдобри возможни услови да бидат вратени во државата. Црвениот крст информираше дека ги исплатиле првите средства на семејствата на починатите и повредените лица кои се лекуваат во странство од трагичната несреќа во Кочани. Со исплатата вкупно се опфатени 58 семејства од починатите лица, вклучувајќи го и починатиот возач на брзата помош во Кочани, и 91 семејство од повредените лица кои се хоспитализирани во болниците надвор од нашата држава. За секое лице се исплатени 150.000 денари. Од Црвениот крст информираат дека до денеска собрани се речиси 62 милиони денари, односно околу 1 милион евра. Разрешувањето на државниот обвинител Љупчо Коцевски на пауза. Премиерот Мицкоски соопшти дека постапката ќе биде запрена за да им се даде шанса на обвинителите ангажирани на случајот со Кочани. Во овој момент, имајќи предвид чувствителната ситуација во општеството, планираме таа постапка да ја застанеме таму каде што се наоѓа, но исто така јавноста е чувствителна и на некои случаи од минатото, кои што ќе треба сега да видиме, да почекаме јавното обвинителство дали има амбиција и тука да констатира некои неправилности од минатото и дали би можело, можеби, повторно тие случаи да ги преразгледа, па да видиме дали навистина сме сите за правда или таа правда треба да биде селективна. Да видиме дали навистина таа правда некогаш е добиена или таа правда била селективна. Владата денеска усвои предлози за измени и дополнување на 7 закони во надлежност на Министерството за транспорт, а со кој што ќе се воведе обврска 2 пати годишно да се врши проверка на сите иматели на лиценци. Имајќи ги предвид последните трагични случувања, како што позочуваат од владата, целта е вршење почести контроли на сите иматели на лиценци, дозволи и одобренија, односно овластувања. Претходно министерот за транспорт Николовски информираше дека од досега исконтролираните над 3100 лиценци во делот на градежното работење, кај 479 било констатирано неправилно работење, поради што тие лиценци ќе бидат одземени од правните лица. Поранешниот директор на државни патишта Ејуп Рустеми е еден од приведените под сомнение за злоупотреби на јавна набавка за физичко обезбедување на наплатните рампи во земјава. Кривична пријава е поднесена за уште 4 лица, вклучително и за сопственикот на фирмата, која што требало да ги обезбедува 24/7, а работела само една смена.
Полицијата ги опси поранешниот директор на предпријатието за државни патишта ЕЈУ Простеми, Дрилон Зибери, раководител на оделението за наплата на патарини и контрола, Ејуп Лјатифи, помошник директор за одржување на патишта и Джемал Билбиловски, собственик на агенција за обезбедување. Наплаќале 24 часовно обезбедување на патарини, а работеле само една смена. Со тоа го оштетиле буџетот на јавното предпријатие за околу 800.000 евра. Пред 3 години газдата на агенцијата за обезбедување добил државен тендер за да ги обезбедува патарините 24 часа на ден, но вршел само делумно обезбедување, односно во прва смена, а наплатувале како за цел ден. Надлежните знаеле, но не контролирале. Со тоа дозволиле да се уштети буџетот. Обвинителството отвори истрага и побара притвор за првоосомничениот. Оттаму велат дека и тогашниот директор на јавното предпријатие, иако бил должен да контролира дали договорот е спроведен во целост, го пропуштил должниот надзор. Ниту раководителите на оделението за наплата на патарини и контрола не вршеле контроли. Двајца осомничени раководители на оделение за наплата на патарини и контрола исто така имале задолжение да го следат договорот и неговото исполнување, да вршат контрола во извршувањето, одобрување на работни налози за извршување на услугата, испратници, следење на квалитетот на извршените услуги и проверка на доспеаните фактури, како и да изготвуваат извештаи дали договорот е целосно реализиран. Таквите контроли не ги вршеле во целост и иако знаеле дека обезбедувањето се извршува само делумно, најчесто во прва смена, ги потпишувале барањата за одобрение за плаќања, велат од ОЈО. МВР поднесе кривична пријава против осомничените. Тогашниот директор на јавното предпријатие бил должен да се грижи за законитоста во работата и примената на прописите, статутот и другите акти, како и да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите, но не ја извршил таа должност и го пропуштил должниот надзор над носителот на јавната набавка, иако знаел дека физичкото обезбедување се врши само делумно. Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор против првиот осомничен, сопственикот на агенцијата за обезбедување, додека за останатите се предложени мерки за предпазливост. Тоа беше последната содржина. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.